Пратеници, почитувам представник на Министерството за економија, почитувана јавност. Јас само ќе кажам дека денешниот ден е и на некој начин символичен и покажува дека најконтраверзните закони, за жал, на стопанствениците и на државата доаѓаат од Министерството за економија. Зошто сметам дека ова така? Денес на редовна седница во една нормална постапка разговараме за закон за продолжување на концесии, кој што е без ЕУ знаменце, а гледаме дека законот има своја важност и има своја битна улога за самото стопанство, а долу на Комисијата за европски прашања, каде што заменикот министер, исто така представник на институцијата Министерство за економија, имаме закон за исто така за концесии и искористување на минерални суровини со европско знаменце. Значи, една иста материја, многу блиска по содржина, која што ја опфаќа оваа тема, концесии, концесионери, проложување на рокови, начин на искористување, услови и слично, ја дискутираме сега без европско знаменце, а за пола час треба да продолжиме долу на комисија да дискутираме со европско знаменце. Министерството за економија нема никаква принципиелност, ниту пак знае како да ја води својата работа по однос на законите кои што се суштински во надлежност на Министерството за економија, а значат многу за стопанството во државата и значат многу за еднаквоста во бизнисот и во стопанството. Овој закон, според мене, промовира нееднаквост. Зошто сметам дека промовира нееднаквост? Прво, што е недостатокот на самиот закон, односно измените, овој закон за продолжување на концесии? Ние имаме само устна изјава, без да имаме законско прецизирање како норма, дека овој закон ќе се однесува на продолжувањето на концесијата за користењето на воздушен сообраќај и авионски услуги од компанијата ТАФ. Но ако е за тоа законот и ако треба да биде специјален закон за одредена тема, тогаш треба тоа и да се наведе. Да не се сведеме само на изјава на министер, која што утре може да биде и сосема неважна, затоа што во законот гледаме дека во измените е наведено дека специфичните критериуми за тоа кои услови треба да се исполнат за да се оствари правото на продолжување на концесијата, ќе ги пропише министерот. Од каде ние би биле сигурни, ако се изгласа овој закон, дека утре нема да се пропишат критериуми за продолжување на концесија на некој кој што можеби е концесионер за минерални суровини, концесионер за мермер, концесионер за песок или за било што друго што се дава на располагање за одреден надоместок, а е во собственост на државата. Затоа сметам дека овој закон промовира нееднаквост и промовира една правна несигурност. Втората работа што сметам е исто така недостаток на законот е она што во овој предлог закон му дава овластување на министерот, единствено на министерот, тој да ги пропише специфичните критериуми и услови за да се оствари правото на продолжување на концесија. Сметам дека ова е големо овластување и субјективните или материјалните или политичките или бизнис интересите на министерот или можеби на група блиска до министерот може да влијае значително на тие специфични критериуми што тој треба да ги пропише за кого ќе важи оваа поволност за продолжување на концесиите. Затоа сметам дека законот требало да предвиди повеќе институции кои што би требало да дадат одредена согласност, затоа што кога имаме повеќе надлежни институции кои што пропишуваат одредени критериуми, се намалува можноста за злоупотреба. Вака, ако од еден човек зависи тоа кои ќе бидат критериумите за продолжување на концесија, мислам дека расте ризикот за злоупотреба и коруптивност во носењето на такви одлуки. Третата работа што сметам дека е хендикеп на овој закон е нееднаквиот третман на стопанските субјекти.
Немаме ништо против државата да има одредени мерки и да најде одреден начин како стопанскиот субјект ТАВ да биде стимулиран и со одредена поддршка стопанските активности, услуги кои што ги прави оваа компанија да останат и понатаму на располагање, компанијата да биде конкурентна, а и Македонија како општество да биде со самото тоа конкурентна и да има еден ваков оператор. Но од друга страна, она што беше споменато претходно, прашање е зошто тогаш една ваква компанија би имала повластица, а друга компанија која што може би е домашна и е поголема компанија, не би ја имала истата повластица во истите услови. Ако ние излегуваме во пресрет на ТАВ заради тоа што има одредени загуби во текот на пандемијата и таа криза, тогаш зошто Министерството за економија не би постапило со истиот пристап кон уште 3, 4, 5 или 25 македонски или странски компании инвестиции кои што претрпеле иста загуба. Вие сега од една страна како влада им викате на фирмите, вратете ги парите кои што ви ги дадовме за додаток за плати, доколку сте претрпеле загуба, и многу фирми, особено мали и средни предпријатија, претрпеле загуба и сега ќе имаат двоен трошок, еднаш претрпеле загуба како стопански субјекти, сега треба повторно да бидат изложени на трошок кон дадената помош. Тоа не било значи ни помош, била само привремено ублажување на товарот, кој што сега државата преку УЈП ќе ги принуди да го вратат назад, а имаме пристап кон друга компанија што има повластена улога во овој случај. И затоа сметам дека и преку оваа селективност самиот закон промовира нееднаквост помеѓу стопанските субјекти, односно има стопански субјекти за кои што министерот лично ќе пропише критериуми и можат преку продолжување на концесиите да си надоместат или да си продолжат остварување на својот профит или надомест на своите загуби кои што ги направиле во услови на пандемија, а некои други фирми кои се многу на број нема воопшто да имаат ваква шанса со закон да им се укаже прилика да ги надоместат загубите кои што ги направиле во истите услови или во истите отежнителни околности што не зависеле од нив, а тоа е пандемијата со COVID-19. Затоа сметам дека законот е премногу селективен. Законот е паушален, бидејќи имаме само устна изјава од министерот на кого би се однесувал, и законот е премногу субјективен затоа што условите и критериумите за тоа кој ќе може да биде корисник на ваквите законски повластици за продолжување на концесиите ќе зависи само од еден човек, а тоа е министерот за економија. И сметам дека ваквото законско решение ќе биде контраверзно и според мене, вака како што е срочено ова законско решение, ќе биде податливо за евентуални злоупотреби, откако ќе го видиме правилникот за услови и критериуми за продолжување на концесиите. И на крајот ќе повторам, многу е непринципиелно што еден закон за концесии долу го представувате како потреба за измена на регулативата со европско знаменце, а немаме никаква регулатива со која што усогласуваме нешто, а се однесува на концесии и за него се брзате да го донесете час поскоро, веројатно затоа што е многу важен, а овој закон има иста важност, ја засега истата проблематика и го расправаме подолго време, а истиот нема европско знаменце. Министерството за економија само со овој закон потврдува дека паушално им става европски знаменца на оние предлог закони за кои што водечките луѓе во Министерството за економија имаат лукративен интерес да поминат побрзо. И оние закони за кои што некои концесионери блиски до раководството во Министерството за економија имаат лукративни интереси да поминат побрзо. Вие самите со оваа постапка денес сте во противречност на иста тема, имате два закони, еден со ЕУ знаменце, еден без ЕУ знаменце. И тоа е показател дека Министерството за економија преку собранието го злоупотребува европското знаменце за интереси на потесен круг на луѓе. Благодарам многу.